إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أرسله الله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. Amma ba'd, почитувани драги браќа, вечерва сакам малку да го потрошиме од това дуњалучко време кое Аллах џеле шануху ни го даде на располагање, да го потрошиме околу размислувањето како да постигнеме куќа во џеннет. Колку само му е потребно време на секој од нас за да изгради куќа на овој дуњалук. Колку само богатство е потребно да се потроши за таква една градба. Колку труд, колку размислување, колку планови му е потребно на човекот се додека излезе оваа куќа на виделина. Славен да е Аллах, оваа куќа која ние градиме на дуњалук од цимент, од цигли, од железо, сепак незината вредност и незината трајност е кратка. А колку лесно можеме, драги браќа, да постигнеме куќа во џеннет, куќа која е вечна, куќа која е трајна и која ќе остане за секогаш. Меѓутоа, дали ние се потрудуваме и вложуваме напор да го постигнеме тоа на дуњалук, за да имаме вечна куќа и боравиште на судниот ден. Јас, со помош на Аллах Џелешануху и со негова поддршка, а истовремено и со моје скромно знаење, сакам да ти спомнам само неколку работи, само неколку добри дела, преку кои ќе можеш да изградиш куќа во џеннет и тоа на многу лесен и едноставен начин. Прва работа со која можеш и прв чекор да изградиш куќа во џеннет е иману биллахи та'ала. Да изградиш прво во себе иман спрема возвишениот Аллах Џелешануху. Бидејќи оној кој ќе живее како муъмин, како верник, тој ќе умре и како верник и тој на судниот ден ќе има шатор во џеннет со изин од Аллах Џелешануху. Мухамед саллаллаху та'ала алейхи ва саллем за ова вели: инна лил муъмини фил џенне ла хајме мин лу'лу'у вахида. За верникот на судниот ден ќе има џеннет, кој во џеннет ќе има шатор кој ќе биде изграден, шатор кој ќе биде изграден од бисери. Втора работа со која можеш да изградиш куќа во џеннет е верување во Аллах и правење на добри дела. Аллах Џелешануху за оваа работа вели: وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. Вели Аллах Џелешануху, а оние кои ќе веруваат и прават добри дела, нивната награда Аллах Џелешануху ќе удвои, а истовремено وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ и на идниот свет ќе бидат во простории, ќе бидат во куќи, ќе бидат во соби мирни и безбедни. Значи, со верување во Аллах Џелешануху, со правење на добри дела, човекот си гради себе си куќа во џеннет. Потоа, за да човекот исто така изгради куќа во џеннет, потребно е да верува во последниот пејгамбер Мухамед алейхиссалату васелам, а и во сите останати поранешни пејгамбери. Меѓутоа, посебно да се верува овој последен пејгамбер, да се помага неговата вера, да се бори човек според своите можности и капацитети за овој Аллахов пејгамбер. Мухамед саллаллаху та'ала алейхи ва саллем за ова еден хадис шериф вели: "Ана заимун лиман амана би ва аслама ва џахада фи бейтин фи рабадил џенне." Јас му гарантирам, вели Мухамед алейхиссалату васелам, за оној кој ќе поверува во мене, за оној кој ќе му се предаде на Аллах и се пресели
заради Аллах во куќа во средината на дженнет, куќа во перивоите на дженнет, куќа во највисоките степени на дженнет за оној кој ќе поверува во мене и кој ќе поверува во Аллах и ќе се исели заради Аллах Джелешану. Друга работа со која можеме да изградиме куќа и ще на дуњалук за на ахирет куќа во дженнет е таква Аллах, е богобојазливост, значи побожност и страф од Аллах Джелешану. Allah Đelešanu veli, lakin alladhina taqaw rabbahum lahum ghuraf, a oni koji će bidat bogobojazljivi, oni koji će bidat pobožni, oni koji će se plašati od Allah, za njih Allah Đelešanu će pripremi golemi prostori, sobi, prestoji, mjesta vo džennet. Ibn Kasir veli, masakina alije, tabak ba'duha fauka ba'd, znači Allah Đelešanu će podgotvi za njih kući, mjesta koji će biti visoki na katovi jedni na drugi. Druga работа со која можеме да изградиме куќа во дженнет и висока позиција на судниот ден е молење на Аллах Джелешануху да бидеме шехиди со искрена желба, со искрен ниет и намера. Вели Мухаммед салаллаху та'ала алейхи ва саллям, من سأل الله تعالى شهادة بصدق بلغه الله المنازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. Кој ќе го моли Allah возвишениот за шехадет со искрен ниет, Аллах Джелешануху ќе му даде на судниот ден високи позиции и куќи како куќите на шехиди, дури и да умре на постела. Овој хадис го пренесува имам Муслим. Кале ибн Утhaymeen фи шерхи Ријаду Салихин, шех ибн Утhaymeen во коментарот на Ријаду Салихин вели дека човекот ако се моли на Аллах Джелешануху и рече Аллахума инна салука шахада фи сабилик, о Аллах, јас те молам да паднам шехид на твојот пат, дури и да не падне шехид, меѓутоа неговиот ниет и намера биле чисти, Аллах Джелешануху го знае неговиот ниет и според тоа Аллах Джелешануху ќе го проживее на судни ден со највисоките позиции во куќите, во просториите каде ќе бидат проживеани шехидите, бидејќи човекот на судниот ден ќе биде енте меамен ахбеб, со оној кој го сакаш. Друга работа со која можеме да изградиме куќа во дженнет е бенаул месаџид велу кемибхаси кутат. Градење на џамија, помош за џамија, па макар и колку мало гнездо од врапче. Значи, секој еден кој ќе помогне во градба на џамија, даде финансиски средства во според својата можност, дури тоа да биде ептен во многу мал износ, со тоа си постигнува и си гради куќа во дженнет. Вели Мухаммед салаллаху та'ала алейхи ва саллям, мен бана лиллахи масџида ولو كمبحث قطاع أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. صحيح الجامع. Вели пегамбер салаллаху алейхи ва саллям, кој ќе изгради заради Аллах Джелешану џамија, дури да биде мала и колку гнездо од врапче и помало, Аллах Джелешануху нему ќе му изгради куќа во дженнет. Друга работа со која можеме да изградиме куќа во дженнет и додека сме иште на овој дуњалук, вели Мухаммед салаллаху та'ала алейхи ва саллям, тоа е одење и враќање од џамија. Мен гада илел месџид ау раха ада Аллаху леху фил дженне нузулен куллема гада ау раха. Кој ќе оди во џамија или се врати од џамија, Аллах Джелешану за него ќе подготви во дженнет високи места, ќе подготви Аллах за него високи палати, куќи, за секое одење и за секое враќање. Шехул Ислам вели дека тоа се однесува за секое одење во џамија. Без оглед тоа одење во џамија се однесува за извршување на некој задолжителен намаз или пак човек оди во џамија да изучува некоја корисна наука, да бара знаење или да прави кое било друго добро дело во џамија, со тоа човекот си гради себе куќа во дженнет. Исто така куќа во дженнет можеме да си градиме кога сме во џамија и кога пред нас има празно место во саф и ние влеземе и го потполниме сафот, со тоа ја потполниме таа празнина и на тој начин заслужуваме да добиеме куќа во дженнет,
kako što rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, men sudda furjatan bana Allahu lahu bejtan fil dženna wa rafahu biha daraja. Koji će potpuni jedna praznina vo safot vo džamija, Allah dželešanu će mu izgradi nemu kuća vo džennet i će go vozdigne na visoki stepeni. Ovi se samo nekoliko raboti so koji mi možemo da izgradime kuća vo džennet. Onoj koji će klanja 12 redovni sunneti, sunnetul rawatib, isto taka si izgradova kuća vo džennet. Onoj koji će klanja men salla duha arban wa qabla al-ula arban bana Allahu lahu bejtan fil dženne. Rekao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, onoj koji će klanja namaz duha 4 rekati, a isto taka klanja i 4 rekati od sunnet, od pladne namaz, Allah dželešanu su toa će mu izgradi kuća vo džennet. Druga rabota sa koja možemo da zaslužime kuća vo džennet i da se izgradime kuća vo džennet je učenje na suratul Ihlas 10 marrat, učenje na kul huvallahu ahad 10 pati. Veli Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, man qara kul huvallahu ahad hatta yakhtamuha 10 marrat bana Allahu lahu qasran fil džennet, koji će uči 10 pati kul huvallah sve dok završi do kraja, Allah dželešanuhu će mu izgradi kuća vo džennet. Kuća vo džennet isto tako može da se zasluži da se izgradi kuća vo džennet za one koji će govorat prijatni zborovi, blagi zborovi, oni koji će nahranuvat siromasi, oni koji će postat i će klanjat noće dodeka drugi te spijat. Svi te ovi raboti pomognuvat da izgradime kuća vo džennet. A jedna druga važna rabota sa koja možemo da izgradime kuća vo džennet je kako što ni garantiral sami od pejgambera Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, kada veli ana zaimun bi bejtin fi rabadil dženne liman taraka al mura wa in kane muhikan. Jas mu garantiram kuća vo krajevite na džennet za onoj koji će ja ostavi raspravata pa duri i da je pravo. Jas mu garantiram kuća vo džennet fi wasatil dženne liman taraka al kadhib wa in kane maziha. Jas mu garantiram, veli Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kuća vo sredinata na džennet za onoj koji će ostavi lagata pa duri i da se šeguva. I na kraj veli pejgamber sallallahu alejhi ve sellem, wa babaitin fi ala al-dženne liman hasun khuluqa. I mu garantiram kuća vo najvisoki oddel na džennet za onoj koji će go popravi svoj moral, svoje to odnesuvanje. Hadis go prenesuva Ebu Davud i to je hadis sahih. Isto tako možemo da se izgradime kuća vo džennet, a ta kuća da se vika Bejtul Hamd, kuća na blagodarnost. A to je vo situacija koga će ni umre nekoje naše dete i nije se zadovolime sa Allahovata volja i odredba, pravime sabur i togaš Allah dželešanu veli na meleki, što veli čovjek od što mu go zemav negovo to najmilo, meleki te vikat hamide kada stađa, čovjek od veli blagodarnost mu pripađa na Allah. Allah go dal, Allah go zemal, nije sme Allahovi i ke Allah će se vratime. Allah dželešanu veli ibnu libne Adem bejten fil dženne wa samuha bejtul hamd, izgradete mu na toj čovjek kuća vo džennet i narećete ta kuća bejtul hamd, kuća na blagodarnost. Tije se samo nekoliko raboti, dragi braća, su koji sakav da ve podsjetam, a istovremeno i da ve potiknam, motiviram i stimuliram zajednički da se potrudime dodeka sme ovaj kratok dunjalog da izgradime kući na idnio svet vo džennet, kući koji će biti trajni, večni, kući koji se ispomneti su site blagodeti i blagoslostovi. Neka Allah dželešani pomogne. Wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira walhamdulillahi rabbil alamin.